Добро, и ве рековте 5 јули, меѓутоа се уште нема политички договор меѓу најголемите партии. Вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев посочи дека нема да се држи фиксно до овој термин и сега како термин се спомнува 8 јули, дали ќе биде проблем за мониторирање ако е работен ден, изборниот процес ако се спроведе, првото прашање. И второто ми е кратко, дали можеби демократијата може да биде доведена во прашање ако не се постигне договор и најголемата опозицијска партија не учествува на изборите. Што се однесува до датумот за избори, 5 или 8 јули, ние сметаме дека 5 јули е по-добар датум за гласање, бидејќи 8 јули во тој случај ќе треба да биде неработен ден, што ќе се случи со 7 јули. Што се однесува до мониторингот на цивила, верувам дека и на другите невладини организации кои се занимаваат со изборен мониторинг, се разбира и на меѓународните мисии, нема да биде проблем одложувањето од 3 дена. Меѓутоа, што со економијата? Правиме уште еден, односно 2 неработни дена среде недела и исто така непотребно одложуваме нешто што повеќе пати беше одложено од претходното изнесено. Мислам дека е јасно дека ние уште од декември чекаме избори во некоја смислена зборот. Понатаму од 21 јуни до сега веќе поминаа повеќе денови. Јас сметам дека секој час, секој ден одложување само штетно делува и на демократијата, и на институциите, и воопшто на животот на граѓанките и граѓаните. Што се однесува до второто прашање, како ќе се одрази на демократијата отсуството од политички договор, односно избори, знаете сите дека ваквото однесување на политичките елити во земјата, односно ова одолговлекување, само ќе придонесе кон многу тешки последици, не само по економијата која е омилена тема на еден дел од политичарите. Зборуваме за функционални институции, зборуваме за влада со полн капацитет и одговорност. И зборуваме за парламент, ние сме парламентарна демократија. Парламентарна демократија без парламент што значи? Дека нема ни демократија. Тоа значи дека ќе имаме многу тешка политичка криза. Може би некој се надева на таа тешка политичка криза за да дојде до некое ново пржино со некакви импровизирани решенија кои се надвор од уставот и законите, за да може да стекне некаква моќ, односно да избегне одредени процеси или да ги блокира одредени процеси кои се започнати во нашата земја и загрозување на стратешките националните интереси, на долгорочните национални интереси на државата. Мислам дека тоа е повеќе од јасно, заради тоа нам ни требаат избори и ни требаат стабилни институции и се разбира одговорна влада која не е техничка влада која спроведува мерки за заштита од коронавирусот, а формирана е по угледот на Пржинскиот договор за да се подготват избори. Тоа е една прилично апсурдна ситуација, сигурен сум дека ќе се согласите. Дали според вас е можно да се прочисти избирачкиот список до 5 јули? Избирачкиот список, извинете, но тоа е една многу сериозна маана, недостаток на целиот изборен процес и воопшто изборниот систем, затоа што не се донесени до крај сериозни, модерни решенија или не се спроведени. Донесени се решенијата, не се спроведени. Јас верувам дека сега во овој момент оваа верзија од изборниот законник кој не е добар, веднаш да кажам, и сме кажали и порано на конференции и во нашите публикации, ваков каков што е изборниот законник обезбедува правото на глас на секој граѓанин или граѓанка кој ќе се појави на избирачкото место сепак да биде испочитувано и да биде исполнето. Значи доволно е да се појават луѓето на гласачките места. Постојат начини, доколку не се наоѓаат на избирачкото место таму, постојат сега, конечно, под притисок и на цивил во изминатите изборни процеси, може со мала постапка, едноставна, преку Општинската изборна единица, комисија, да го исполнат своето право на глас. Тоа значи дека избирачкиот список, таков каков што е сега, е несовршен. Нема никогаш да биде совршен, не само во нашата земја, туку било каде. Меѓутоа,
така како што е поставен системот, сметам, ние во Цивил го анализиравме тоа, сметаме дека сепак може да заврши работа. Еве, да го кажеме тоа на колоквијален начин. Се разбира, постојат низа анализи кои зборуваат за тоа дека на избирачкиот список, односно начинот на кој тој се формира и се одржува, се апдейтира и така натаму, треба да се работи на тоа во законска смисла на зборот, но за такво нешто ни треба парламентот. Аргументот кој често пати се среќава на социјалните мрежи за тоа дека не е безбедно да се гласа, односно дека ако луѓето се изложуваат на ризик да одат да купат леп и млеко за семејството, дека тоа е неопходна постапка, а дека изборите не се потребни. Тоа е заблуда, заради тоа што ако вака продолжиме, лебот и млекото некаде во септември може би ќе скокнат и двојно и тројно, а може да се случи и да немаме доволно продавници, односно услови да организираме општествен, економски и политички живот воопшто ако одложуваме понатаму. Добро, извинете, ама ова аналогија за 12 април исто би важела. Апсолутно, се согласувам. Се согласувам. Апсолутно. Се согласувам со вас. И на 12 април оваа аналогија важеше. И важеше и за 21 јуни и ќе важи и утре ако се одржат изборите. Ова е сериозна одговорност на политичките елити. Ние како невладина организација или граѓанки и граѓани само се наоѓаме во една многу тешка ситуација поради овие политички несогласувања и ривалства. Благодарам многу.